Во минутите за спортот зборуваме со генералниот секретар на Одбојкарската федерација, господинот Зоран Карановиќ. Добро утро. Добро утро на вас и на вашите гледачи. Благодарам. Господине Карановиќ, неодамна кога разговаравме во брифинг пред неколку месеци, зборувавме пред оние квалификации, меѓутоа го завршивме квалификацијскиот циклус, па Македонија ќе игра на следното европско првенство, нешто што секако ја радува нацијата. Но причината за која што ве барам во моментов е со оглед на тоа што не е дефинирано дали во Македонија ќе се одржи турнирот во на сребрена одбојкарска европска лига. Видете вака, ние само да потсетам вашите гледачи, ние минатава година, која беше баш лоша за сите спортисти во целиот свет, требаше фактички да учествуваме у златна европска лига со оглед на рейтингот и на поените. Сега има таму некои административни заврзлами у страна на Луксембург. После секоја година се кратат бодовите и така натака, и за неколку места ни падна рейтингот и ради тој пласман таков на табелата на сениорската репрезентација, Одбојкарска федерација се реши да оваа година се пријавиме во сребрена Одбојкарска лига. Тоа е исто по ранг второ надпреварување во рамките на Европска одбојкарска конфедерација. Она што е за нас многу битно, ние максимално коректно и јуначки што се вика и ги избуткавме двата квалификацијски турнира у јануари месец, што се држа во Скопје, во спортски центар Борис Трајковски. Сместувањето ми беше во Александар Палас, направивме еден балон систем затворен. Тоа не беше убава референца за било што понатаму во некои партнерски релации односи со Европска одбојкарска конфедерација. Благодарејќи на таков еден настан, ние добивме доверба да организираме финален турнир во Македонија. Покрај финалниот турнир се нафативме да организираме и еден квалификацијски турнир. Само да ги потсетам вашите гледачи, ние сме во група А со репрезентациите на Израел, Данска, Кипар. Кипар и на Турција. Израел не е исто во... Израел, да, Израел е таму. Израел. Да. Добро, мене ми е полесно, ги имам информациите пред мене. Во другата група е Австрија, Хрватска, Унгарија и Луксембург. Сега, што беше стратегијата на нашата федерација? Овие квалификацијски турнири и финален турнир требаше да се играат во период од 21 мај до 26-27 јуни. Премногу голем период и период кога буквално стварно и ние не знаеме што ќе се случува со оваа пандемискава криза понатаму. На наша иницијатива, на наш предлог, календарот е скратен и фактички сега ќе играме 3 викенда, тргајќи пак од 21-23 мај, наредниот викенд 28-29 е вториот турнир и третиот финалниот би требало да биде у Скопје на 5 и на 6 јуни. Причините за едно вакво одлагање се многу спортски по нас лично и тоа се го прифати. Од 11 јуни фактички стартува фудбалското првенство европско и кога влагате у ритам на ТВ преноси со фудбалот не можете да се мерите. Не можете никако да се мерите, јасно. И ништо. Значи ние 2018 година организиравме еден таков турнир, тоаш беше светско првенство во фудбал и баш беше онака лошо и посетеност и гледаност на телевизија и така. Да. Фудбалот е... Сега се враќаме на овој нашиот прв турнир и она идеја што прострои овие денови дека Одбојкарска федерација на Македонија има намера да го организира во град Велес. Тоа е точно. Ја минатиот четврток имав еден работен состанок со градоначалникот на Велес, господин Таце Коцевски, ги отворивме картиве. Желбите наши се многу јасни и реални. Имаме град со голема спортска традиција. Имаме пред се град со голема одбојкарска традиција. Имаме град што све има, а у суштина ништо нема. Зборам од спортски аспект. Значи, они имаат една прекрасна спортска сала градена далечна 82 година, која е сега, ајде да кажеме грубо малце запуштена. Што би требало да се направи? Значи, тоа е отворено кажано и со градоначалникот и со челните луѓе на град Велес. Значи, бара некој зафат во салата, мислам дека тоа не е некој финансиски издаток, а бенефитот ќе биде голем како за градот, така за одбојкава, а покрај одбојкава и за другите спортови во Македонија, што би се нафатиле да некои големи настани организираат во град Велес. Значи, таму би требало да се подобри инфраструктурата у смисла на санитарните чворови, соблекувални да се освежат просториите, да се сменат некои работи, да евентуално се види ситуацијава каква е со светлото у сала и тука малце да се појача, а све останато останува на промоција на Одбојкарска федерација на Македонија и организација на таков настан
Да. убав настан во град. И кога треба да добиете резултат за тоа дали ви е прифатено вашето барање? Лошо е време, значи ја пробав онака, иако имам работа со политичари, искусено да кажем, политички настапивме у смисол да не даваме рокови, ние имаме рок веќе што за недела дена се пробива од страна на Европска одбојкарска конфедерација. У смисол да ние мораме да ги дефинираме точно градовите и салите кај ќе се игра. Али стално имаме варијанта Б, план Б, така да денеска ќе упатиме еден културен допис до Европска одбојкарска конфедерација, ќе го насочиме проблемот не оваков што е, сега би кажал една друга ситуација која нас лично не тишти, не боли. Тоа е најава да евентуално со доаѓањето на вакцините за граѓанството на Република Македонија, евентуално спортскиот центар Борис Трајковски би се претворил во ковид центар. Ако тоа реално се случи, тоа нас на сите граѓани ни треба, тука ништо не е спорно. Јас се зборам од спортски аспект. Така. Ако тоа случи, тогаш ќе имаме проблем. Добро, тоа ќе го оставиме бидејќи е и така и во тој случај мораме да имаме стално резервна варијанта и мислам дека сега со напори на сите, значи тргајќи од одбојкарска федерација, тргајќи од спортски работници у град Велес, мислам дека овој проблем што го имаат со спортскава сала парк, сега се вика парк, порано беа. Дека може да се реши, да. Можно е да се реши. Да. По заеднички интерес. Така. По заеднички интерес. И тоа по мене лично добро, би било една убава представа. Значи тоа би биле 3 дена по 2 утакмици на убава слика би пратиле према Европа, да кажеме, да не испадне дека се све ние правиме у град Скопје, него можеме да отидеме емоции во другите градови во Македонија. Да, се надевам дека ќе успее ова ваша апликација. Ви благодарам на времето секако и за ова јавување во брифинг. Благодарам на вас.